Почитувани, секогаш кога Орце ги лаже граѓаните, тоа го прави со бомбастични бројки и проценти. Полагата за чистење на Скопје за 72 часа, денес ја разобличуваме и новата лага за 90% реализација на неговата програма како градоначалник на Кисела Вода. Вистината е сурова, очигледна и непобитна. Ѓорѓиевски не исполни ниту 20% од тоа што го вети. Над 80% од ветувањата во неговата програма останаа само на хартија. Ветуваше паркови во Црниче и Драчево, а тие и по 4 години не постојат. Катните гаражи никаде ги нема. Технолошките зони се само празни зборови, гасификацијата не е реализирана, велосипедските патеки и спортските објекти не се ни започнати. Единствено што се гледа се крпеници и селективно осветлување за сликање. Технолошките зони во Чупријан и Драчево не постојат ниту како идејно решение. Нема ниту цртеж, ниту дефинирана локација, ниту конкретен проект. Гасификацијата на училиштата и градинките остана само како пиар најава без никаква реализација на терен. Од најавените 20 км велосипедски патеки не е изградена ниту една, додека новите плоштади, базени, спортски сали, трим патеки, стационари за кучиња и ветената населба за млади не се ниту испланирани, се остана празна пропаганда. Во меѓувреме, јавните пари се трошат на сомнителни тендери, додека граѓаните живеат со депонии, мрак и дупки. Ѓорѓиевски ја претвори Кисела Вода во символ на урбана запуштеност и корупција. Сега, замислете, истиот човек сака да управува со Скопје. Тоа не е визија, тоа е навреда за секој скопјанец. Скопје заслужува повеќе не празни ветувања, туку вистински план, не пиар кампања, туку реални проекти. Не партиски грабеж, туку отчетност, транспарентност и посветеност кон луѓето. Време е за крај на лажната ера на Орце Ѓорѓиевски и ВМРО ДПМН. Време е Скопје и Кисела Вода конечно да добијат локална власт што навистина работи за граѓаните.